почитувани представници на средствата за јавно информирање, ви посакуваме добре дојде на денешната конференција за медиуми во Народната банка. На почетокот на денешната конференција за медиуми ќе се обрати гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Гувернерке, повелите. Благодарам, Иван. Почитувани представници на медиумите. На почетокот, дозволете ми во мое лично име, во име на највисокото раководство и целиот тим на Народната банка, да се заблагодарам за вашето присуство на денешниот настан, кој што е тематски и е посветен на состојбите во банкарскиот систем. Заедно со мене на оваа пресконференција присутни се и извршните членови на Советот на Народната банка, вице-гувернерите Фадил Бајрами, Емилија Нацевска, Ана Митревска, а исто така присутен е и директорот на Фондот за осигурување на депозити, господинот Борче Хаджиев, и генералната директорка на супервизија при Народната банка, господја Викторија Глегорова. Би сакале да ви известиме вас, медиумите и целокупната јавност, дека денес, 12 август 2020 година, Народната банка, постапувајќи по Законот за банки, ја укина дозволата за основање и работење на Евростандард АД Скопје банка. Укинувањето на дозволата е заради неисполнување на минимални законски услови за работење на банка. Со оглед на тоа што учеството на оваа банка во вкупната банкарска актива, вкупните депозити и вкупните кредити е само 1,3%, 1,7% и 1,6% соодветно, воопшто не се доведува во прашање стабилноста на банкарскиот систем, односно банкарскиот систем и натаму останува стабилен и високо капитализиран. Во изминатиот период, заради поголема изложеност на ризици во своето работење, Евростандард банка беше под засилен теренски и вонтеренски супервизорски надзор. Народната банка постојано изрекуваше мерки со кои го засилуваше интензитетот на супервизорскиот режим кон оваа банка со цел отстранување на слабостите во работењето, намалување на изложеноста на ризиците и подобрување на процесите на управување со тие ризици, а особено со кредитниот ризик. Клучните проблеми на Евростандард банка се одраз на слабости од минатиот период, а не на тековните состојби. Имено, во изминатиот период, со цел спречување преземање висок кредитен ризик, воспоставени се ограничување на кредитната активност на банката, односно, дозволено и беше кредитирање единствено на клиенти класифицирани во категориите на ризик А и Б. Воедно, оваа банка имаше и построг дозволен лимит за поединечна изложеност кон клиенти, поставен на 5% од сопствените средства, наспроти законскиот лимит од 25%. Со цел заштита на билансот на банката, како и ограничување на ликвидносниот ризик, оваа банка беше задолжена и да одржува високо ниво на покриеност на вкупните депозити на население со ликвидна актива од 60%. Особено важно, заради покривање на ризиците, кон неа постојано се изрекува и мерки за јакнење на незината капитална позиција. И покрај континуираното преземање мерки години наназад, супервизорските тимови на Народната банка во текот на 2019 година констатираа висока изложеност на кредитен ризик, значаен износ на неиздвоена исправка на вредност и подкапитализираност на банката. Сето ова како последица на слабостите во управувањето со кредитниот ризик и во процедурите за одобрување на кредити. Согласно со Законот за банките, Народната банка ја задолжи Евростандард банка да спроведе план за подобрување на состојбата, во кој една од клучните мерки беше докапитализацијата. Евростандард банка направи промена во својата организацијска и управувачка структура и покажа одредена респонзивност во однос на барањата за подобрување на контролните
системи. Воедно, по барање на Народната банка, акционерите направија докапитализација во текот на минатата година, со што делумно ги исполнија обврските за 2019 година. Сепак, овој капитал не беше доволен за исполнување на вкупните капитални барања, поради што на почетокот на оваа година банката беше задолжена да спроведе ревидиран план. Преземените обврски по ревидираниот план за докапитализација во првата половина од оваа година не се исполнија. Ниту во целост овој период се обезбеди разумно уверување и цврст доказ за известност за навремено обезбедување на потребната капитална поддршка за банката. Неисполнувањето на целосната обврска за докапитализација, но и брзата и повисока материализација на кредитниот ризик, заради ненаплатливост на дел од кредитите одобрени во претходниот период, ја намали стапката на адекватност на капиталот на банката под 2%, со што согласно со законот за банките, таа е несолвентна. Поради ова, Народната банка во текот на утрешниот ден до надлежниот суд ќе достави предлог за отварање на стечајна постапка во Евростандард банка. Во однос на депозитите на граѓаните, депонирани во банката, сите депозити на физички лица, кои што согласно со Законот за Фондот за осигурување на депозити се предмет на обештетување, односно депозитите на 99,4% од физичките лица депоненти во банката ќе бидат исплатени во рамки на законските рокови. Директорот на фондот, како што посочив, е тука со нас и тој за кратко и подетелно ќе информира околу процесот на обештетувањето. Ве уверуваме дека сите институции кои што имаме улога во овој процес ќе вложиме максимален напор обештетувањето на депозитите да започне во најкусможен рок и да се спроведе на најефикасен начин, а тоа во корист на депонентите. Депозитите кои што не се предмет на обештетување од страна на фондот ќе бидат исплаќани последователно, во согласно со брзината и обемот на наплата на побарувањата на банката од страна на стечајниот управник. Како регулатор и супервизор на банкарскиот систем, ја уверуваме јавноста дека вложивме исклучителен напор да се најде поинакво решение за банката, односно да не дојде до нејзино затворање. Се разбира, првенствено нашите напори се видливи во постојаното преземање супервизорски мерки и воведување најстрог супервизорски режим со кој што делувавме на системот на управување со ризици и корпоративно управување во банката. Дополнително, преку комуникацијата со акционерите, вложивме огромен напор решението да биде оптимално, односно преку вложување на капитал од страна на собствениците, банката да се стабилизира и да почне нормално да функционира. Иако акционерите покажаа одредена респонзивност, сепак големината на акумулирани кредитни загуби наметна потреба од поголеми вложувања, кои што за жал не се реализирани. Со оглед на големината на банката, затворањето на оваа банка воопшто не ја доведува во прашање стабилноста на банкарскиот систем. Потврда за ова се податоците за банкарскиот систем со состојба на 30 јуни 2020 година. Стапката на адекватноста на капиталот на банкарскиот систем забележа на тамошен раст и е во рамки на историскиот максимум 17%, односно повеќе од двојно повисока од законскиот минимум. Ако се иземе и Евростандард банка од пресметката, адекватноста на капиталот на системот се зголемува и изнесува 17,2%. Кај сите други банки, стапката на адекватноста на капиталот се движи во распон од 14 до 22%, односно кај најголем дел е двојно повисока од минималното законско барање, што е од клучно значење како за одржување на стабилноста на секоја поединечна банка, така и за банкарскиот систем во целина. Понатаму,
Нешто повеќе од половина од капиталот на банките представува вишок над законскиот минимум, што е исклучително значајно за заштита на системот од шокови, како што е пандемијата на COVID-19. Нивната намена е токму тоа, градење на капацитети во мирни времења за подобра подготвеност за справување со предизвици во кризни периоди. Квалитетот на собствените средства на банкарскиот систем е исклучително висок и доминантен дел од нив, околу 90%, се состојат од редовен основен капитал, како најквалитетен слој од собствените средства на банкарскиот систем. Сите други банки во првата половина од оваа година работат со добивка, која што пак е значаен на тамошен потенцијален извор за капитал, доколку е тоа потребно. Ако се иземе Евростандард банка, финансискиот резултат на банкарскиот систем се подобрува за речиси 21%. Ликвидноста продолжува да се одржува согласно со супервизорските стандарди, односно ликвидната актива учествува со околу 30% во вкупната актива на банкарскиот систем. Нефункционалните кредити се одржуваат на историски ниско ниво од 4,7%, едно од најниските во регионот, при што кај најголем дел од банките во вториот квартал оваа година има нивно намалување. Со иземање на Евростандард банка од пресметката, нивото на нефункционални кредити на банкарскиот систем е значајно помал и изнесува само 3,7%. Сите овие податоци јасно покажуваат дека затварањето на оваа банка, која е слаба алка во системот, е во функција на одржување и на тамошно дополнително зајакнување на здравоста на банкарскиот систем во целина, како и во функција на заштита на депонентите и доверителите на конкретната деловна банка. Здравоста на билансите на банкарскиот систем, заедно со низата досега преземени мерки од страна на Народната банка, придонесуваат и за олеснување на финансиските услови и за обезбедување на солидна кредитна поддршка оваа година на реалниот сектор, и тоа на ниво кое што е над нашите очекувања, односно повисоко од нашите макроекономски проекции. Поконкретно, во текот на вториот квартал од оваа година, стапката на раст на кредитирање забрза и заклучно со јуни, банките остварија солиден кредитен раст од 6,6%. При раст и на кредитите на доматинствата и на корпоративниот сектор. Во истиот овој период се забележува изголемување на депозитната база на банките, со раст на вкупните депозити на крајот на јуни од 8,4%. Капацитетите на нашиот банкарски систем за справување со шокови го потврдуваат и меѓународните финансиски институции, како што е Меѓународниот монетарен фонд. Во најновиот објавен извештај за нашата земја од април 2020 година, ММФ јасно посочува дека во изминатите години банките ја зајакнаа својата ликвидносна и капитална позиција, а дека нивото на нефункционални кредити е ниско. Сето тоа представува гаранција дека банкарскиот систем е отпорен и има капацитет и простор успешно да апсорбира евентуални шокови. Ова во голема мера се должи на нашите зајакнати регулаторни и супервизорски барања во периодот по глобалната економска криза, кои што се во согласност и со зајакнатата европска регулатива, но истовремено се должат и на нашата брза реакција на шокот предизвикан од појавата на COVID-19. Во текот на овој и следните неколку денови, тимот на Народната банка високо професионално ќе ги оствари сите активности кои што се наша обврска до отпочнување на стечајната постапка, кога Евростандард банка го губи статусот на деловна банка и запираат надлежностите за постапување на Централната банка. Уверени сме дека банките ќе излезат во пресред на потребите на граѓаните и компаниите кои што досега биле клиенти на Евростандард банка, овозможувајќи им најсоодветни можности во однос на користењето на нивните производи и услуги.
Со тоа ќе придонесат граѓаните и компаниите кои што досега биле клиенти на оваа банка и натаму непречено да ги користат банкарските услуги и производи, преку своја трансакцијска сметка да ги остваруваат сите приливи и плаќања и да бидат финансиски инклузивни. Со тоа, уште еднаш ќе се потврди дека нашиот банкарски систем не само што е стабилен, туку и општествено одговорен. На крајот, дозволете ми да истакнам дека во изминатиот период медиумите покажаа исклучително висок професионализам и општествена одговорност со точно и навремено информирање на јавноста во однос на сите информации поврзани со монетарната политика и финансиската стабилност. Верувам дека оваа поддршка нема да изостане и овој пат. Ви благодарам. Во продолжение на денешната конференција за медиуми следи обраќање на директорот на Фондот за осигурување на депозити, господинот Борчо Хаджиев. Господине Хаджиев, повелете. Почитувани представници на медиумите, согласно известувањето на гувернерката на Народна банка на Република Северна Македонија, доктор Анита Ангеловска-Бежовска, за укинување на дозволата за основање и работење на Евростандард банка АД Скопје, а во согласност со одредбите на Законот за Фонд за осигурување на депозити, ги известуваме депонентите на Евростандард банка АД Скопје дека Фондот за осигурување на депозити ќе започне со превземање на сите потребни активности за брза и ефикасна исплата на осигурените депозити на физички лица, депоненти во банката. Согласно Закон за Фонд за осигурување на депозити, предмет на обештетување се денарските и девизните депозити, трансакцијските сметки, депозитите врзани за парични картички издадени од банката, девизните приливи на физички лица и сертификати за депозити издадени од страна на банката. Предмет на обештетување е главнината на депозитот, договорената пресметана и препишена камата и непристигнатата камата до денот на донесување на решението за укинување на дозволата за основање и работење на оваа банка. Депозитите на граѓаните во Евростандард банка АД Скопје, кои согласно Закон за Фонд за осигурување на депозити се осигурани, ќе бидат обештетени од фондот во износ до 30.000 евра по лице во денарска противвредност. За висината на вкупните депозити, кои се предмет на обештетување, депонентите ќе добијат потврда за собственост на депозитите. Фондот, преку посебно соопштење до медиумите на својата веб страница и преку објава во јавните гласила, ќе ги информира депонентите за датумот на почеток на исплатата на обештетувањето на осигурените депозити, за називот на банката или банките преку кои ќе се врши исплатата на обештетувањето, како и за начинот на подигање на потврдата за собственост на депозитите. Фондот ќе има активна комуникација и координација со Народна банка и со стечајниот управник, за што побрзо завршување на сите административни процедури со цел исплатата да започне во рок од 20 дена согласно законот. Во оваа прилика сакам да истакнам дека финансиската и ликвидносната состојба на фондот е во одлична кондиција. Тоа значи дека располагаме со потребните средства и ќе направиме напор исплатите на сите депоненти на банката, физички лица, по основ на вкупни депозити кои ги имаат во банката, да почнат и пред истекот на законските рокови. Според податоците обезбедени од банката со состојба на 31. јули 2020 година, вкупниот износ на депозити на физички лица, кои ќе бидат обештетени од страна на фондот, изнесува околу 4,4 милиарди денари. Нашиот тим е подготвен и очекува непречина исплата на обештетувањето на осигурените депозити. Ви благодарам.